По повод преселувањето на американската амбасада од Тел Авив во Ерусалим се одржа церемонија на која присуствуваше и американската делегација предводена од ќерката на американскиот председател Доналд Трамп, Иванка, неговиот постар советник и зет Џаред Кушнер и секретарот за финансии Стивен Мнучин. Израелскиот премиер Бенјамин Нетањаху ги повика и другите земји да го следат американскиот пример. I call on all countries to join the US in moving their embassies to Jerusalem. Според него ова ќе придонесе за стабилност и мирот во регионот. На вакво мислење не се палестинците. Високиот палестински функционер Набил Шад вели: the status quo of Jerusalem, which has been guarded by Security Council resolutions. He violated the commitments made by the United States when we went into the Oslo Agreement. Зијад Абу Зајад, палестински политички аналитичар, па вели дека палестинскиот народ ќе се бори до крај. We are fighting for justice. We are fighting for freedom. We are fighting for peace to our people. And we will not give up until we achieve these things. Еден палестински работник кој работи во градината на американската амбасада во Ерусалим смета дека овој потек пак нема да промени ништо. ولا بغير شيء على حياتنا يعني اجت ولا انظلت هذه شو مأثر علينا احنا عمال مسخمين بنفتح شغلنا بده يزيد معاشنا معنا زي ما احنا. Неговиот сограѓанин Наџи Касим оценува дека потегот е опасен и за израелците и за палестинците. القدس كعاصمة إسرائيلية من زمان هذا وارد واعترف فيه وعارفين هذا الشيء احنا بس نقل السفارة من تل أبيب للقدس وثبتوها أخطر وأخطر للإسرائيليين هذه المفروض أن تقول للشكتين. Статусот на Ерусалим е едно од најтешките прашања во долготрајните мировни напори на Блискиот Исток. Во декември лани, председателот Трамп го призна Ерусалим како главен град на Израел, потек што предизвика нов бран насилства во регионот. Израел го зазеде источен Ерусалим од Јордан во војната во 1967 година.